Кратошијата Вранецке се откупува по 13, Смедревката по 11 денари. Овие цени ги договорија лозарите и винарите со медијаторство на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. На пресконференција вчера во Неготино, цените беа соопштени пред лозарите од овој крај од страна на представниците на винарските визби, на Министерството за земјоделие и на Сдруженијето Агротиквешија. Еве што во детали ќе содржи годинашниот откуп. Ние како влада и како министерство најбитно и сме фокусирани на тоа. За таа цел неколку пати организиравме средби во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имавме поединечни средби и со лозарите неколку пати, и со винариите, и постојано на состаноци, на заеднички состаноци дискутиравме за повеќе отворени прашања, имајќи ја во предвид актуелната состојбата и со продарие, од каде што добив уверување дека за краток временски период ќе ги намират сите долгови кои што ги имаат и дека и тие имаат интерес да отпочнат со откупот и да произведуваат вино и од оваа реколта, да го пласираат на пазарите каде што веќе имаат склучени договори, што значи дека тоа ми дава за право да кажам дека ќе се случи повторно да оние кои што имаат произведено винско грозје да може повторно да го предаваат кај повардарие и да безпрекорно и непречено се одвива откупот за реколтата 2016. Овогодишниот род се откупува по минатогодишните цени 13 со 11. Тоа е Смедеревката 11 денари, а Вранецот со 19 шеќерни единици 13 денари. Сметам дека тоа што го баравме на некој начин и го добивме. Со едни мали допуни кои што учествуваат во шеќерните единици, но мислам дека тоа е незамарливо, секогаш тоа не си ни плачало, не си не загледувало, така да мислам дека ние во тој дел сме задоволни и со тоа што ги задржавме на некој начин цените, не дојде до тоа што се случи со пченицата барем. Можеше ли да се случи да не биде откупено грозјето годинава, ако не се договорија? Видите, гарант за тоа е Министерството за земјоделие, со они ќе се заземат свој став. Откупот на оваа година е договорен по старите цени. Но имаме луѓе кои што сакаат и го даваат грозјето динар пониско и да си ги земат за 10 дена парите. Оваа година и е влезено во законот за 7 дена, значи се должни винарските куќи да му ги исплатат, а лозарите кои сакаат да си го дадат по таа цена, слободно може да си го дадат без никакви пречки. Тоест 8% од вредноста на се намалува грозјето, мислам, по сорти. Тоа е едно од новините кои што ги имаме и кои што мислам дека ланска година донесе некоја мало недоразбирање во почетокот и така беше договорено стрикно 13 со 11 без никакви намалувања. Оваа година и тоа е дозволено, кој што сака може да си го даде, значи 8% поевтино за да си ги земе побрзо парите. Како што кажа и заменик министерот, односно претседателот на Сдруженијето на земјоделци и винарските визби од другата страна, овој договор кој што ќе биде преточен во законска обврска ќе биде обврска и за нас како инспекторат да го следиме целиот процес на откуп на винското грозје и таа обврска ќе следиме од самиот почеток до крај. Значи без селективна примена на законот ќе го следиме целиот процес и она реална вредност на самиот продукт да биде реално, нормално и платено согласно измените на законот доколку стапат во сила. Беме 5-6 пати на разговори со Министерството за земјоделие у Скопје и добар е договор за тоа што за државаме таа цена која ние посакуваме, ние таа цена ја барам. Задоволци сега што решија ќе ни исплатат на 3 пати, на 3 рати. Со тоа што Министерството го прави, ќе контролира таа исплата која за нас многу битна е. До сега немаше таква контрола и многу луѓе изгореа. Ние од Сопот, јас која представник на лозарите, а многу пати разговараме со винарите и со Министерството, меѓутоа не можеме многу заеднички јазик да најдеме, меѓутоа Министерството и инспекторатот ни помогна во тоа да најдеме заеднички јазик. Меѓутоа сега више тек најдеме заеднички јазик со винарите и таа цена на ланската цена ја прилагодиме, сега тука више малце што 19 од 20 одиме и 17 од 18 одиме, меѓутоа па и винарите имале голема залика на вино, така да може и они добро да поминат, а и ние да не изгубиме многу
Меѓутоа задоволни сме со оваа цена,